Вие самите во вашата програма рековте дека по известно време јавниот обвинител ќе се бира на предлог на опозицијата. Сега опозицијата тоа ви го бара, вие сте речиси на истекот на втората година од вашиот мандат. Зошто е неприфатливо за вас тоа барање на опозицијата? Ние имавме неколку предлози во нашата програма кои што подразбираа малку, ќе употребам, порадикални резови, на пример во судството. И кога ги започнавме разговорите со Европската комисија околу судските реформи, кога го повикавме Прибе, кога ги побаравме мислење од Венецијанска комисија, тие не подсетија дека првата обврска која што сме си ја презеле е дека ќе ги почитуваме заклучоците на Прибе и ќе го почитуваме мислењето на Венецијанската комисија. И едното и другото велат апсолутно не на вакви предлози. На ова? Мислам дека нема конкретно за ова. Зборуваме генерално, реизбор во не само за генералниот реизбор, зборуваме генерално за било какво учество на политиката во било кој од процесите на номинација. Политиката, знаете само дека владата предлогот на влада за јавен обвинител. Па не е тоа само. Сепак тоа е многу важна позиција, бидејќи има субординација во таа институција. Но со мислење на Советот и со огради кои што овозможуваат некакво влијание на професијата. Но политиката е веќе вградена сега ќе ви таму. кажам, не е политиката, извршната власт. Кога предлогот доаѓа од политичка партија, тогаш доаѓа од партија, не од политиката, од партија. Меѓутоа, верувајте, клучниот проблем во разговорите со ВМРО ДПМН не е тоа. Иако е тоа, ќе се најде решение. Затоа што ние покажавме и до сега, неколку институции нови кои што беа создадени, дека во ни еден момент не бараме решенија кои што ќе имаат не само партиски белег, партиска боја, партиска нијанса. Малку е несериозно да го ставите во изборна програма, ако не сте биле сигурни дека тоа може да се реализира. Па знаете како сега консултации за партиската програма со Европска комисија никогаш нема да ви ги прифати. Сега и вие знаете дека е тоа невозможно. Ама добро, се согласувате дека тоа зборува за сериозноста на подготовката на програмата. Дека повторно, мамецот е да се занимаваме со не проблем. Јас ви ги велам, ако ова е прашањето кое што ќе ги одлучи преговорите помеѓу владата и ВМРО ДПМН, не е проблем. И ќе го решиме. Проблемот е на друго место. И вие тоа го знаете, според изјавите. Прашањето е каков ќе има мандат, која ќе биде моќта, независноста на специјалното јавно обвинителство и дали тоа ќе добие обновен мандат и кои ќе бидат инструментите кои што ќе може да ги користи. Тие се прашањата. Да, и сега сведочиме на ситуација во која што во мандат на актуелна влада редовното обвинителство не отвора случаи за актуелни функционери. Тоа е тоа што му се забележува на редовното обвинителство. Редовното обвинителство, ние да сметавме дека е добро, немаше да одиме на измени во целиот систем. Јавното обвинителство да беше добро, немавме да влеземе во политичката криза од 2015 година. Меѓутоа, прашањето е, Марко Зврлевски ќе го реши проблемот со јавното обвинителство? Или вие мислите дека Мицковски функционира независно и ќе ни даде предлог кој што нема никаква врска со неговиот будимпештански мандат? Да не бидеме наивни. Предпоставам дека тоа нема да биде предлог на опозицијата било кој, па потоа директно ќе оди на верификација во парламентот. Затоа велам, ако е тоа проблемот, тој проблем ќе се реши. Меѓутоа, проблемот лежи на друго место. ВМРО ДПМН бара закон кој практично ќе стави клуч на СЈО или ќе ги претвори сите нив во воштани фигури кои што ќе можат да си ги стават во поранешниот музеј за воштани фигури. Тоа е желбата.